Денес имав задоволство заедно со министерот за труд и социјална политика, министерот за транспорт, градоначалникот на општината Македонска Каменица да бидам тука во оваа општина и да го разгледам текот на работите на неколку значени проекти не само за Каменица, некои од нив и за регионот. Првата работа беше она што го започнавме како влада да го градиме во август минатата година, а тоа е комплетна и темелна реконструкција на патот од Кочани преку Македонска Каменица до Делчево, со комплетно вадење на стариот асфалт, ставање на нов, проширување на одредени делови и правење на сите други потребни работи за патот да биде подолго да се експлоатира и да биде поподобен и поудобен за возење. Ова инвестиција од околу 6 милиони евра, како што кажа, започна во август минатата година, се работи за некаде околу 30 километри. До сега околу над 30% од работите се завршени. Очекувањата се комплетно да биде завршено до крајот на оваа година. Средствата се обезбедени од буџетот на предпријатието за Агенцијата за патишта, така што нема никаква пречка до крајот на година да заврши овој проект. Патот беше многу руиниран, многу раскршен, тежок за возење. Луѓето возеа со многу мала брзина за да не ги оштетат возилата и беше прилично некомфорен и небезведен. Така што од овој аспект ќе се добие еден обновен регионален пат помеѓу Кочани, Каменица и Делчево. Втората работа која што имав можност да ја видаме посетата на културниот дом, кој што општината темелно го реновираше, но и го надгради. Во реновирањето офатена е главната сала, каде што се одигруваат различни представи, културни, политички или било какви, а исто така надградене со простори кои што ќе ги користат невладени организации, горни друштва и така натаму, е една важна инвестиција на општината која што ќе им помогне на многу луѓе тука што живеат да ги остварат своите планови, своите активности и на некој начин се надополнува нешто што го немаше општината и што недостасуваше. Третата работа е поврзана со така наречената спортска куќа или куќа на спортот, која што ја изгради општината од собствениот буџет. Тука малку помогна и родникот САСА, кој што ја опремија со опрема за вежбање, за физички активности. Ова спортска куќа практично е сместена веднаш до стадионот на фудбалскиот клуб САСА. Има собликувални за фудбалерите, има фитнес центар и други простори кои што ќе се користат во спортски цели за спортските клубови од целата општина. Тоа е станува збор за комплетно нов објект кој што досега недостасуваше во оваа општина. Исто така имав можност да го посетам и ново изградениот дневен центар за деца со посебни потреби. Општината немаше таков центар и најчесто ги носеа децата во соседна општина, во Делчево, што е сепак едно малтретирање на родителите, возење по поголем број километри во еден па во друг правец во текот на денот, да од еден град ги носите во друг град, особено кога станува збор за деца со посебни потреби. Новиот објект е веќе завршен, опремен, градбата е завршена од страна на општината, а целото опремување и понатамошно финансирање и одржување ќе биде од страна на Министерството за труд и социјална политика. Донесена е и опремата, се е завршено, се чекат сега законските можности за да се вработат луѓе и да се прифатат децата од оваа општина. Обезбедени се и возила со кои што ќе може и децата од селата да се транспортираат овдека во овој дневен центар. Дневниот центар е правен за дневен центар, значи не е адаптирана некоја стара зграда. Од самиот старт е предвиден да биде дневен центар за деца со посебни потреби, така што така е и направен, така е проектиран со сите потребни елементи и со целата опрема што е потребна за овие деца да имаат целосен третман во текот на денот. Инаку центарот е сместен во соседство на градинката, ќе има заеднички двор што е добро за инклузивност на овие деца, што е добро за социализација на децата со оние деца кои што немаат такви посебни потреби. Така што можам да кажем генерално дека овдека во општината има доста напредок со многу проекти. Пред се од страна на општината, но и државата со своја поддршка, преку Министерството за труд, преку Агенцијата за патишта и Министерството за транспорт и преку други институции допринесе општината да добие повеќе инвестиции. Градоначалникот инвестираше многу во оваа општина и навистина оваа општина живее, како што можевме да чуеме. Безмалку нема улица во градот каде што нема асфалт, нема улично осветлување и ги нема сите оние потребни елементи за едно градско урбано живење.
Се надам дека работите ќе продолжат така, досега се одвиваат одлично и јас сум задоволен што го видов ова денеска во општината Македонска Каменица. Овдека исто така добро што неодамна владата даде нова концесија за рудникот, со кој што го продолжи животниот век на рудникот за најмалку 10 години со можност за дополнително продолжување, бидејќи понатаму се прават истражувања за дополнителни наоѓалишта на руда, кои што се прилично известни, што значи дека најголемиот капацитет што вработува луѓе во оваа општина има голема перспектива и долга перспектива, така што тој аспект се вратија можностите за вработување, односно се продолжи животниот век на рудникот и на некој начин се решија многу дилеми кои што постоја кај многу луѓе тука како ќе биде понатаму. И од тој аспект имаме и промена на инвеститор во овој рудник кој што е влезен со нов елан, со нова енергија, со нови инвестиции, со проширување на рудникот, што обезбедува една добра перспектива за оваа општина во иднина.